Дарко да се тъмниваки. За 2-3 минути. За 2-3 минути. Чекаме. 15 минути имаме, колега. Академски. Това ще видите по-кратко дискусиите и... Ке дойде ли Лазе? Лазе? Що ли? Да, остана една на голямата работа. Работи ли? Що мислиш? Да, работа, да. Мен броят ли? Да, бе. Дарко е над време. И Дарко е над. Дарко Йова. И Таня Машева. И... Кирито. Ма Кирито е тук некъде. Тук беше. Илчан, де види надвор? Кирито е надвор, мислям, Дарко... Тук беше, що е работа? Тег. Знае се. И Таня ке дойде. Добре, ке дойде. Я па било после нещо. Маска не поставят. Да. $55 милиона, 55. Чекай да взем само това. Когато им да... Колеги, да почнем с работа и отварям 55-та седмица на Съветът на община Кочани. Пред да го продължам дневният ред за днешната седмица, ни повиквам струčните служби да го утвърдят броят на присъстващите членове на Съвета. Председателя, присутни са 19 членови на Съвета, пълн състав и може Съветът пълноправно да работи да отлучва на днешната седмица. Благодарен, констатирам дека имаме кворум за работа. Пред да поминем на предлог дневният ред за днешната седмица, отварям претрес по записник от 54-та седмица. Дали някой ба разбор? Не, го заключвам. Претрес от записник оставям на гласение. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? Нема. Въздържани? Нема. С 11 гласа за усвоен записник от предходната седмица. За днешната седмица го определям следния дневен ред. Извърши за реализация на програмата за удържуване и користене на паркове и зеленило, набавка, поставуване и удържуване на урбана опрема, удържуване на детски игралища и удържуване на фонтаната Зърно в 2020 година. Точка 2. Извърши за реализация на програмата за управление с отпад на подрачите на община Кочани за 2020 година. Точка 3. Извърши за реализация на програмата за явна чистота в община Кочани за 2020 година. Точка 4. Извърши за реализация на програмата за удържуване на сливни решетки за атмосферска канализация на подрачите на община Кочани за 2020 година. Точка 5. Извърши за реализация на програмата за контрол на популация на бездомни кучени на територията на община Кочани в 2020 година. Точка 6. Информация за водоснабдуване на издавствена изправност на квалитетът на водата за пиене от градският водовод. Точка 7. Предлог програма за изменение и допълнение на програма за осигуряване на социална, детска и здравствена защита на община Кочани за 2021 година. Точка 8. Извърши за реализация на програмата за справедливане на общи мерки и защита на населението от заразни болести в 2020 година.
Точка 9. Извещи за финансово работене на КЕП Водовод Кочани в период 1 до 31.12.2020 година. Точка 10. Завършна сметка на КЕП Водовод Кочани за 2020 година и ревизорски извещи за 2020 година за КЕП Водовод Кочани. Точка 11. Предлог кодлика за разпоредуване на нето добив отваряне на годишната сметка за деловната 2020 година. Точка 12. Извърши за реализация на програмата за информатическа и комуникацийска технология на община Кочани за 2020 година. Точка 13. Извърши за реализация на локалния тактически план за еднакви можности за жените и мъжете за 2020 година. Точка 14. Предлог програма за изменуване на програмата за изграждане на фекална и атмосферска канализация на подрачието на община Кочани за 2021 година. Точка 15. Предлог план за изменуване и допълнение на годишния план за явни набавки на община Кочани за 2021 година. Точка 16. Предлог програма за изменуване и допълнение на програмата за изграждане и удържуване на общински пътища и улици в община Кочани за 2021 година. Точка 17. Предлог план за изменуване и допълнение на планът за програми за развитие на община Кочани в период 2021-2023. Точка 18. Предлог одлука за даване съгласност на договор за приемане на донация от Народна банка АД Скопие. Точка 19. Предлог одлука за прошируване на средствата на бюджета на община Кочани за 2021 година. Точка 20. Предлог одлука за изменуване на разпоредът на средства на бюджета на община Кочани за 2021 година. Точка 21. Предлог одлука за изменуване на отлуката за извършване на бюджета на община Кочани за 2021 година. Точка 22. Предлог одлука за продажба движни ствари собственост на СОУ Гьошеви Кентиев Кочани. Точка 23. Предлог одлука за даване съгласност на СОУ Гьошеви Кентиев Кочани за спредуване и поставка за избор на правно лице, което върши дейност или поседва дозвола за събиране и или транспортиране, преработка, рециклиране и унищожаване на отпад. Точка 24. Предлог програма за измена на програмата за капитални разходи на систем за климатизация и излъчване на мултикултурния център. Точка 25. Предлог одлука за донесуване, изменуване и допълнение на ДУП за градска четвърт 9 за проект Купи куки за млади, блок 8 и 9 към Кочани, община Кочани, плански период 2019-2024 година. Избор на командир на политическа станица от община дейност Кочани. 27. Предлог решение за разрешаване и минуване на член на управление отбор на ЙО библиотека Искра Кочани. И точка 28. Информация за собственост за коронавирус COVID-19 подрачен на община Кочани. ВАКА, община председател ВАКА предложение до дневен ред. Дали някой бар разбор? Не. Го заключвам претърсът. Дни от 3 го ставам на гласни. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Против? Нема. Въздържани? Нема. С 15 гласа са усвоени дневен ред. Почитуваме с работа. Точка 1. Извещи за реализация на програмата за удържуване и користене на паркови зеленова набавка, постуване и удържуване на урбана опрема, удържуване на детски игралища и удържуване на фонтаната зърно в 2020 година. Точката беше разделена на Комисията за комунални работи, планиране и редуване на простор и защита на живота, средна и природа. Комисията излиза с заключок точката да се разреда и се усвои. Отран предраз. Дали някой бар разбор? Не. Го заключвам през точката, ставам на гласени. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? Нема. 1. Въздържани? Нема. С 10 гласа за усвоени извещи. От точка 2. Извещи за реализация на програмата за управление с отпад на подрачите на община Кочани за 2020 година. Точката беше средена на Комисията за комунални работи, планиране и редуване на простори и защита на живота, среда и природа. Комисията излиза с заключок точката да се разреда и да се усвои. Отран пред. Раздали някой бар разбор? Не. Го заключвам пред точката, ставам на гласени. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? Нема. Въздържани? Нема. 10 гласа за усвоени извещи. От точка 3. Извещи за реализация на програмата за явна чистота в община Кочани за 2020 година. Точката беше средена на Комисията за комунални работи, планиране и редуване на простори и защита на живота, среда и природа. Комисията или за заключок точката се ради да се усвои. Отва напред. Раздали някой бар разбор? Не. Го заключвам през точката, ставам гласни. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Против? Нема. Въздържани? Нема. 12 гласа за усвоена точката. Точка 4. Извещи за реализация на програма за държаване на сливни решетки за атмосферска канализация на подрачите на община Кочани за 2020 година. Точката беше разделена на Комисията за комунални работи, планиране и редуване на простори и защита на живота, среда и природа. Комисията излиза с заключок точката се ради да се усвои. Отварям пред. Раздали някой бар разбор? Не. Го заключвам през точката, ставам на гласни. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Против? 11, Против? 12. Против? Нема. Въздържани? С 12 гласа за усвоени извещи. Точка 5. Извещи за реализация на програмата за контролна популация на бедни кучени на територията на община Кочани за 2020 година. Точката беше разгледана на Комисията за комунални работи, планиране и редуване на простор
и защита на животни, среда и природа. Комисията изоставя от точката да се разреди да се усвои. Отварям пред. Раздали някой бар разбор? Не. Го заключвам през точката. Ставам на гласение. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? Въздържани? С 10 Няма. гласа са освен извещи от точка 6. Информация за водоснабдуването и за свинята изправност на квалитет на вода за пиене от градският водовод. Точката беше разделена на Комисията за здравство и социална защита и на Комисията за комунални работи, планиране и редуване на простори за защита на животна, среда и природа. Комисията за комунални работи точката предлага да се ради да се усвои до века. Комисията за здравство с 2 гласа за 2 и 2 въздържани не я прихвати информацията. Отварям пред. Раздали някой бар разбор? Венко? Айде от службите, ако може малко от предлагачът. Добър ден. Почитувани съветници, почитувани председател, почитувани началник, почитувани медиуми, почитувани граждани. Во 2020 година комунално явно предприятие, како и секоја година, постојано ја испитува водата за пиење, која што стигнува до нашиот крајен корисник, како питка вода. Имено 2020 година имаме склучено договор со 2 фирми, првата половина од годината, односно до 5 месец. Задолжен за оваа работа, согласно закон за јавни набавки е бил Центар за јавно здраве Скочани, а од 6 месец па до крајот на годината е склучен друг договор за јавна набавка со фирма Фудлаб од Скопје. Двата извештаја ги има доставено до нас, ние ги имаме пуштено до сушите служби и до Советот. Суштината и од двата извештаја ќе ја прочитам. Анализата на водотоците за водоснабдување на град Кочани и населените места, вклучени на регионално водовод Кочани до 26.5. Погледите во водата по съответна преработка во фабриката за вода е 100% исправна, односно безбедна за употреба. Ова е заклучокот од Центар за јавно здраве. Од втората фирма, Фудлаб. Извештајот е следен. Анализата на добиените налози од водоснабдувањето на град Кочани и населените места на регионалниот водовод Кочани покажуваат дека во фабриката за преработка на водата се врши соодветен третман на сировата вода и истата како вода за пиење е 100% исправна, односно безбедна за употреба. Ова се двата извештаја од двете акредитирани лаборатории за оваа намера. Докато имате информации, тој ме надоговари. Благодаря. Дали некој бар разбор? Не. Го заключвам пресуд. Точката става на гласени. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? Нема. Въздържани? Нема. 10 гласа усвоена е информацията. Точка 7. Предлог програма за изменение и допълнение на програма за свързване на социална, детска и здравствена защита на община Кочани за 2021 година. Точка да беше разделена на Комисията за здравство и социална защита. Комисията не я прихвати предлог програмата. Отварям пред. Рестали някой бар разбор? Не. Го заключвам през суд. Програмата става на гласни. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? Нема. Въздържани? 11 гласа се усвоена програмата. Точка 8. Идващи за реализация на програма за справедливане на общи мерки за защита на населението от заразни болести в 2020 година. Точката беше създадена на Комисията за здравство и социална защита. Комисията точката я разгледа и не я усвои. Отварям пред. Раздали някой бар разбор? Лаза? Благодаря, председателя, почитувани градоначалник, почитувани колеги съветници, почитувани присутни по однос на оваа точка, како председател на комисија, сакам да прокоментирам неколку работи. Во делот листата програма, во главно тоа е програма која што секоја година се спроведува по одреден терк, со оглед на тоа што дополнително знаеме дека минатите години имавме проблеми со ковид кризата. Јас нема да прокоментирам повеќе во делот на оние мерки кои што се во делот на обезбедување на водата, безбедна вода за пиење, водоснабдувањето со регионот, изготвени од Центарот за јавно здравје, обезбедување на санитарно-технички услови за промет на храна и обезбедување на хигиено-технички услови за училиштата и предучилищните
возраст, би сакал само да прокоментирам и да прашам во делот на вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација на населените места и на други јавни површини по однос на теристичко, ларвицидно и авиотретирање. Значи, по однос на оние договори кои се направени, опишано е колку третирања се направени, па ме интересира да ми се одговори дали секоја година, бидејќи немаме анализа кои се ефектите од пред се од третирањето на поморците во периодот мај-јуни, бидејќи сега има и ларвицидно третирање. Знаете дека и ние како советници дадовме поддршка за заедничко третирање со соседните општини Зрновци, Облешево, Чешиново во делот на авионското третирање, па би сакал да прашам дали секоја година се користат истите средства за ларвицидно и за авионско третирање, кој е ефектот од истите, затоа што имавме ситуации кога одредени години немаше ефект од истото. Мислам дека сега заедничкото договор со заеднички авионско третирање со соседните општини во исто време, за да не се фрлаат залудно средства, кој е ефектот од истот. И еве од ларвицидното третирање биоцид аква троник од активна субстанција делтаметрин е спомнато, значи во делот на авионското третирање беше од Куманово Бониер Дуел Куманово со цицерон 20, значи препарат, и во делот на ефектот од истите. Меѓу другото, знаете дека како комисија пред неколку години побаравме да Центарот за јавно здравје ни дава статистички податоци во делот на заразните болести и во делот на незаразните болести. Заразните болести ние како комисија ги разгледувавме. Сметам дека поголема заразна болест од ковидот не постои, затоа што ова е нешто нов поредок во човештвото и за сите и за нас. Така да ќе оставам дел коментари во делот на ситуацијата со ковид кризата во Кочанин или ковид-19 извештај за болени, тестирани, починати на ниво на општина Кочанин по делот на ова трет бран на пандемија. Туку јас би сакал да кажам само неколку благодарност до изготвувачите во делот на хронични заразни и незаразни заболувања кои што ги дават. Значи, ќе кажаме податок дека во 2020 година нема регистрирано случаи на ХИВ-СИДА. Тоа е во делот на, ме загрижува фактот во делот на душевните расстройства и во делот на карциномите, броевите се алармантни. Значи, апсолутно не се за подценување, затоа што од година во година се зголемува бројката, особено ќе кажам дека за 2020 информација дека се регистрирани 1480 пациенти со душевни расстройства, од нив 465 се мажи и 1015 се жени. Значи, оваа тенденција продолжува. Загрижува и фактот дека огромен број на популација на луѓе се, значи, женска популација и тоа млади луѓе. Значи, имаме пациенти од 10 години, 15 години, особено да не зборам од 20 до 24 години, каде што има 140 вкупно регистрирани, од кои што 85 се жени, а најпогодена популација од 55 до 65 години. Така да, и во делот на, да не зборам за циркулаторните заболувања, бидејќи ковид пандемијата остави последици, особено врз срцевите и мозочните удари, и тука е зголемена бројката, 1457 се мажи, 2033 се жени. И во делот на малините заболувања, очигледно дека продолжува тенденцијата со зголемување на бројката кај жените, ракот, карциномот на дојката, значи доминантен и коси, а кај мажите ракот на простатата. Целта ми е дека мораме како општина и како комисија или не знам, ние без разлика што оваа информација како информација само за нас, меѓутоа ние споделуваме со граѓаните, бидејќи мораме да обрнеме внимание во делот на овие проблеми и да се трудиме со било каков начин како општини, како советници да помогнеме за да го намалиме оваа бројка, да зголемиме средства кај граѓаните за скрининг испитувања. Се надам дека ќе помине оваа криза и дека ќе дојдат нови времења во кои што ќе обрнеме повеќе внимание на други хронични болести, а не само на ова зло кое што ни се случи, тоа е COVID-19. Тоа би сакал на кратко, ако може во делот на овие излагања да може да ни бидат објаснени на нас и на советниците. Благодарам. Од предлагачот некој има ли присутен тука? Има. Ако може, на некои прашања што беа.
градоначалник, почитувани съветници. Искрено ситуацията и причината излагачата я каже, значи да, моментално извършителите от Център за здраве ги добивате на основа на работата на стручните служби. Мене ми е жал денес и от име на менеджментите и на стручните служби, що изготовлачите не са възможност да бъдат присутни в ситуацията. Сите прашани, що ги имат, относно преко службите на общината да бъдат доставени в писмена форма, да може да отговорим съответно на дадените и стручно на даденото конкретно, докато има конкретно прашане. Мене ме радва, що е поздравена инициативата още пред 2-3 години за възклоп на извещите покрай заразните и незаразните и заразните заболувания да бъдат включени до извещите. Покрай незаразните. И заразните и незаразните, да. Мислям дека това се практикува и добиваме релевантна информация на що се случва на ниво на общината и по всеки случай поддръжката от Советът и от сите съветници би била добредойдена за подобруване на превентивната здравствена защита, както и здравствената защита по-общо на населението. Благодаря. Лази нещо? Писмено може пощо... Може да делат на анализите за препаратите с отпущи и ефектът от пустените ниските ефекти от комарците, които е лагници на това. То може да го отговори. Да се изкоментира. А от другото прашање може како одговор да го добиеш от... Јас се извинувам, бебе, пошто не сум стручен во тој дел, меѓу тоа од заедничките составници што ги имаме, реално трябва да се знае дека за да имаме еден податок така, трябва да се направи една по-обсъжна студија за еден по-дълг временски период и да се предвидат предпоставени средства за да се дойде до един статистички податок, значи постоят начини на кои може това да се дойде с злоуване на комърци, нели, и заедничката и популацията ще се наоги на ниво на територията да имаме някакъв податок, но и то пак би сакал писмено това да бъде, нели, доставено до институцията, за да може съответно и стручната служба и екипата да отговори. Благодаря. Благодарам, председателя. Зошто го кажав ова? Значи ние како советници секоја година даваме поддршка во третирањето на истите и сакам да кажам дека ова е алармантен проблем кој што сите не засега како граѓани, а и како советници, затоа што сме метана во месеците мај, јуни и јули кога бројот на комарците се зголемува и кога ефектите некогаш начинот кога се прска, што се прска, значи во кои периоди е многу битен. Зошто сакам да кажам, бидејќи ние спаѓаме во подрачје во кое што проблемот е навистина голем. Не сакам да спомнам една болест која што ама ќе ја спомнам еве, значи тоа е маларијата која што повеќе од 40 години е истребена од тука. Благодарение на сите оние наши стари колеги доктори од кои што денеска некои од нив и голем дел не се ни тука писани починати се на поделе борба со нив. Затоа што средствата можеби се малку, меѓутоа ако евентуално потребите се повеќе од делот на третирањето и ефектот, ни требат под прецизни анализи во делот на средствата кои што се користат во третирањето на истот и ефектот врз истот. Убаво кажате, значи треба опсежни анализи кои што треба да се обрне внимание, не да се остават, значи да пројдат вака, нели, едноставно без дискусии. Дај Боже така да пројдат, да не се појавуваат никакви проблеми со нив, меѓутоа сепак наездите и во Скопје, ако се сеќавате и кај нас ние како подрачје во кое што се одвива во Оризовата култура, со оглед на тоа што сега мислам дека ќе се засади поголема количина на ориз и во почини, мислам дека можеби потребите за уиднина, бидејќи овој извештај за 2020 година, во 2021 година треба да внимаваме, ако треба како совет да ги зголемиме и средствата во делот на третирањето, во делот на анализите кои што се прават, во делот на препаратите, ефикасноста на истите, за да не дојдеме во ситуација да бидеме прозивани, затоа што за 2-3 месеца ќе дојдат периодите кога или ќе почне сењето на Оризовата култура и ќе почне да се сака да тие се присутни тука на овој нова територија и ни прават проблем на нас, на граѓаните сите. Благодаря. Дали некој друг ба разбор? Не, го заклучувам пред точка да стану гласени. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Против? Нема. Воздържани? Нема. 12 гласа усвоен. Извештајот. Предлагам точките 9 и 10 да имаме заедничка расправа по единично гласење. Кој е за предлогот? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Против? Нема. Въздържани? Нема. Точка 9 и 10. Точка 9 изрази за финансиране. Финансовото работение на КЕП Водовод Кочаново период 1 до 31.12.2020 година и завършна точка 10 завършна сметка на КЕП Водовод Кочани за 2020 година и ревизорски изпит за 2020 година за КЕП Водовод Кочани. Точките бяха разделени на Комисията за финанси и бюджет и локален икономически развой. Комисиите излегват със заключно, точките се разгледат да се усвоят. Отварям претрес. Дали някой бар разбор? Не. Заключвам претресът. Точка 9 извещат за финансовото работене на КЕП Водовод Кочани го стана гласени. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? Нема. Въздържани? Нема. 11 гласа се освен извещат. Точка 10 завършва сметка на КЕП Водовод Кочани за 2020 година и ревизорски изпит за 2020 година за КЕП Водовод Кочани. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? Нема. Въздържани? Нема. С 11 гласа се освен завършва сметка на КЕП Водовод Кочани. Точка 11 приятел кодекс за спредуване на нето добивка отваряне в годишната сметка за делоната 2020 година. Точката беше съдена на Комисията за финанси и бюджет и локален икономически развой. Комисията или за заключок точката се разде се усвои. Отварям пред. Раздали някой бар разбор? Не. Го заключвам пред. Точката става на гласен. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? Нема. Въздържани? Нема. 10 гласа усвоена е от луката. Точка 12 за реализация на програмата за информатическа и комуникацийска технология на община Кочани за 2020 година. Точката беше разделена, не беше разделена на комисиите, бидейки не съдържа. Отварям претрес, дали някой бар разбор? Не, го заключвам претрес, точката стана на гласени. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Против? Нема. Въздържани? Нема. С 9 гласа са не е освен извещият. Точка 13. Изрази за реализация на локалния актерски план за еднакви имущество на жените и младите за 2020 година. Точката не беше разгледана по комисиите, бидейки не съдържа. Отварям пред. Раздали някой бар разбор? Не, го заключвам през. Точката стана гласен и кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Против? Нема. Въздържани? С Нема. 12 гласа са усвоени извещия. Точка 14. Предлог програма за изменение на програмата за изграждане на фекална и атмосферна канализация на потращите на община Кочани за 2021 година. Точката беше разделена на Комисията за комунални работи, планиране и редуване на простори за защита на животна среда и природа. Комисията или за заключок, точката се ради да се усвои. Отварям пред. Раздали някой бар разбор? Не, го заключвам пред. Точката стана гласен и кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? Нема. Въздържани? Нема. По 10 гласа са усвоена програмата. Точка 15. Предлог план за изменуване и допълнение на годишния план за явни набавки на община Кочани за 2021 година. Точката беше разделена на Комисията за финанси и бюджет и локален икономически развой. Комисията или за заключок точката се ради да се усвои. Отварям пред. Раздали някой бар разбор? Може. Айде службите мало пояснуване. План за явни, годишния план за явни набавки. Почитувани съветници, измената на планът за явни набавки е като резултат на по-малата вредност на сключени договори в odnos на проценената вредност, която е първична в планът на явни набавки. Това е повързано и с разумните програми, значи направени са измени по делот на планът на програмите за развой, план по програмата за улици и пътища и по резултат на работа ли си? намалената вредност на случайните договори в проценената Ще 12, така не. подадени определени ставки в Това не планът ги почва 12 на сега. набавки, имаме 12. големување во делот на големување имаме во делот на моторни возила, бетонирање на улици, изградба на подпорни зидови по ромска населба и во делот на бетонирање на улици во села. Благодаря. Дали някой друг бар разбор? Добре. Го заключвам през точка да стане нагласен и кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Против?
Нема. Въздържани? Нема. 12 гласа, освен планът за изменуване и допълнение годишен план за явни набавки на община Кочани. Точка 16. Предлог програма за изменуване и допълнение на програмата за изграда и удържуване на общински пътища улици в община Кочани за 2021 година. Точка да беше член на Комисията за комунални работи, планиране и редуване на простори за защита на живата среда и природа. Комисията или за заключок точка да се ради да се усвои. Отварям пред раздаден някой бар разбор. Тие си. Благодарам. Дали някой друг бар разбор? Не, го заключвам през точката стана на гласен. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Против? Нема. Въздържани? 13 гласа са, усвоена е. Точка 17. Предлог план за изменуване и допълнение на план на програми за развитие на община Кочани период 2021-2023. Точката беше член на Комисията за финанси, бюджет и локален икономически развой. Комисията или за заключок точка да се ради да се усвои. Отварям пред раздали някой бар разбор? Не. Заключвам през точка да стане гласен. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Против? 14. Нема. Въздържани? Нема. 14 гласа, усвоени плана. Точка 18. Предлог отговор за даване и съгласие на договор за приемане на донация от Нова банка АД Скопие. Точката беше член на Комисията за финанси, бюджет и локален икономически развой. Комисията излиза за заключок. Точка да се ради да се усвои. Отварям пред раздали някой бар разбор. Само пояснуване, ако може. То е донацията. Да. Не, добро за предявно, също е донацията. Донацията, председателя или секретарът. Не е битно. Почитувам градоначалник, почитувам председатели, почитувани съветници и останалите присъдни. НЛБ банка на нейзина инициатива по няколко градови донира лаптопи, компютъри, които в крайна мерка завършат и учениците. Нивната жалба беше да общината е примател на донацията, а после съгласно доставеното баране от страна на общината до сите основни училища за потребите на деца от социален риск да бидат донирани. Най-вероятно после по сключването на договора, доколко има условието, имаме нова отлука за даване на истите на училищата, зависно от нивните потреби. Благодаря. Дали някой бар разбор? Не, го заключвам пред съд. Точката става на гласни. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Против? Нема. Въздържани? 15 гласа за усвоена отлуката. Точка 19. Предлог отлука за поощряване на средства на бюджет на община Кочани за 2021 година. Точката беше член на Комисията за финанси, бюджет и локален икономически развой. Комисията излезе за заключок. Точката се ради да се усвои. Отварям пред раздали някой бар разбор. Обяснуване, ако може да службите. Разшируването на средствата на бюджет от община Кочани се внесува в делото на дотация, значи това е салдото от предходната година, пренесен биш от на 20 милиони 271 денари на сите едни корисници, основно средно образование, библиотека и детска градинка. Овие средства се разпределени въз основа на ключът за разпределба на средствата и най-големият дел се наменени за капитални инвестиции. И имаме исто сголемуване, относно прошируване на бюджета по делото на самофинансиращи активности от 300 000 денари по детска градинка. Благодаря. Дали някой друг бар разбор? Лазаров? Ако може. Тук се измена разхода на средства на бюджета, тук кај общинска администрация, капитални трошоци, снабдуване свобода, реконструкция на улица, културни манифестации, спорт, рекреация, во минус, нема дотации, донации, нищо не ми е ясно, се е защо е то се... Тая е друга отлука, ова е отлука за прошируване. Ако може тук, Дени. Нема, не е тая на дневен. Ако е добра, нека го обясня добро. Следна, там е добро. Да. Окей, добро. Сега сме кај прошируване на средствата на Добро, нека обясня Арно тук. самофинансиране.
Одлука за измена на разпоред на средствата, това е пренамена на ставка се намалува максимален износ до 20%, на големуването не е ограничено. В отделът на общинска администрация имаме намалуване отделът на основни плати на държавни службеници от 310 хиляди, а с големуване на привременни вработувания от 200 хиляди, значи вкупното намалуване за разлика постои от 110 хиляди по делът на плати на общинска администрация, значи намалуване за 110 хиляди. Во капитални трошици на общината имаме сголемуване за столици и мебел, за овој простор овде, от 600.000 денари и 100.000 за моторни возила, да се побиме по изтражувањата за цените на две возила. Снабдување со вода, ова е програма Ја-10 за 200.000 изголемување во делот на потрошувачката, јамната потрошувачка. Програмата изградба и реконструкција на улици и патишта имаме намалување на 2 ставки и ова е како резултат на намалување на вредноста на договорите во однос на првичните проекции. Во програма изградба на системи за одведување и пречиствување на отпадни води, во делот на проектирање имаме зголемување за 200.000 денари, а во програмите културни манифестации, спорт и рекреација, напредување на здравствена заштита. Овие во вкупната програма немаме поместување, само имаме на ставка, измени на ставка, значи во делот на персонален данок на доход е вметната како подставка врз основа на препораки од Државен завод за ревизија, а од пред тоа исплатите беа од други трансфери, значи намалениот дел од други трансфери е вметнат со нова подставка за персонален данок на доход. И во програмата противпожарна заштита имаме додадено во делот на основни плати и придонеси за пожарникарите, што не значи дека ќе бидат исплатени во зависност од интервенциите кои што ги имат. Благодарам. Во лажи за 20 точно тоа. Окей, добро. Дали некој друг бар разбор? Не, го закрусвам Петърса, точката става на гласен и кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Против? Нема. Въздържани? Нема. 13 гласа са усвоени от Луката. Точка 20. Предлог измене на разпоредбата на средства на бюджетот на Общо Некочани за 2021 година. Точката беше следена на Комисията за финанси, бюджет и локален икономски развой. Комисията или за заклучок. Точката се ради да се усвои. Отварям предрез. Дали некој бар разбор? Обяснението го имаме. Заключвам предрезът. Точката става на гласение. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Против? Нема. Въздържани? Нема. 12 гласа усвоени от Луката. Точка 21. Предлог Одлука за изменување на Одлуката за извршување на бюджет на Општина Кочани за 2021 година. Точката беше следена на Комисията за финанси, бюджет и локален икономски развой. Комисията или за заклучок точката се ради да се усвои. Отварям претрес. Дали некој бар разбор? Не. Го заключвам претрес. Точката стана гласен. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Против? Нема. Въздържани? Нема. 12 гласа са усвоени от Луката. Точка 22. Предлог Одлука за продажа на движни стvari собственост на СОУ Гьошо Викентиев Кочани. Точката беше следена на Комисията за финанси, бюджет и локален икономски развой. Комисията или с заключок точката се ради да се усвои. Отварям претрес. Дали некој бар разбор? Не. Го заключвам претрес. Точката стана на гласение. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? 11. Въздържани? Нема. 11 гласа са усвоени от Луката. Точка 23. Предлог Одлука за даване съгласно за СОУ Гьошо Викентиев Кочани за спредување поставка за избор на правно лице кој врши дејност или поседува дозвола за собирање или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад. Точката беше следена на Комисията за финанси, бюджет и локален икономски развой. Комисията иде за заклучок, точката се ради да се усвои. Отварям претрес. Дали некој бар разбор? Не, го заключвам претрес. Точката стана на гласение. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во е склоп на 12 за. Против? Нема. Въздържани? Нема. 12 гласа за усвоена от Луката. Точка 24. Предлог програма за измене на програмата за капитални разходи, набавка на систем за климатизация и озвучување в мултикултурниот център. Точката беше следена на Комисията за финанси, бюджет и локален икономски развой.
Комисията или за заклад точка да се рада да се усвои. Отварям пред раздали някой бар разбор. Венко? Председателя, после няколко месечна и, да кажа, годишна борба, Младенският културен център ще стане репрезентативно место за младите. В оградата се надам дека со набавката на опремата и со набавка на систем за климатизирање на просторот, со самата фасада, со самото редување на просторот, ние ќе се ангажираме како општина да му даваме душ, бидејќи искрено знам дека е време на пандемија, ама на мене многу грдо ми изгледа центарот за култура Бели Бугри, кога гледам фасада од надвор, од внатре кога нема душ. Се надевам дека и овој простор нема да биде така. Напротив, во градот имаме неколку бендови, за жал тоа е тренд на изумирување, меѓутоа ние ќе ги мотивираме младите да творат само неколку успееме да ги анимираме, успееме да им обезбедиме простор соодветен за нивни проби, за нивно катче за дружење и катче за творење. Младенскиот културен центар, како што и самото име, треба да биде постапен на младинските организации. Гледам дека во тек постапка за формирање на Младинскиот совет, се надевам дека таа постапка ќе биде завршена што е можно поскоро и истиот Младински совет ќе преземе конкретни иницијативи во создавање души на овој простор, бидејќи без луѓе, џаве да имаме и опрема, џаве да имаме климатизирање, џаве да имаме фасада. Душите е најбитно. Благодарам. Благодарам. Лазо Митов. Благодарам, председателя. Јас ќе дадам подршка на истото, меѓутоа би сакал да прашам однос на цена да ми падна во очи, навистина мислам дека некако 50.000 евра се планира општината за климатизација, што е навистина огромна сума, не знам, 1.900.000. Не. Добро. Добре, тоа е вкупното. Се надевам дека во делот на набавката или кога ќе се распишат тендерите ќе паднат исти, затоа што 50.000 евра е навистина огромна сума. Би сакал и во делот на квалитетот. Јас би прокоментирал во делот, се радувам кога се реконструира, меѓутоа минатиот пат на минатата седница констатирав и тоа е мој став. Иако градоначалникот кажа дека не се согласува со мене во делот на надзорот, значи јас ќе ви кажам една работа. Погледнете ја само зградата, внатрешноста и надворешноста, ќе видите дека мене искрено, иако не сум, кажав, градежно лице, меѓутоа апсолутно не ми се допаѓа начинот на кој што е извршена изведбата. Значи, тотално непрофесионално. Значи, исто како што се случи со фасадата на Домот на културата, каде што имавме можност два пати да тераме, да ги враќаме истите за зборот ми е во тоа што дека надзорите треба да наистина да бидат понакви како што треба. Јас искрено седам овде и ги гледам и ги анализирам, значи погледнете дали има една ивица добро направена, дали има една, значи едноставно само како да кажам, накитено, накинџурено, ставено светла, па дури и светлата кои што се ставени ги откриват сите грешки. Погледнете ги само стубовите и ќе видите, значи нема еден ступ прави, нема една ивица добро направена. Знам дека ние, нашите надежности можеби не се тука, меѓутоа надзорите, јас секој пат зборам. Сите овие средства кои ќе ги вложиме, гледам дека продолжува реконструкцијата на домот на библиотека Искра. Значи не е само да се стави формално некоја работа. Треба да се обрне внимание особено на се. И на квалитетот, и на сите други во делот на изгледата. Мене искрено ми смета, да ви кажем искрено. Без разлика, навистина е убаво, ново, се надам дека и климатизацијата која што ќе биде ставена, ќе биде од интерес на сите. Се надам дека ќе биде опремена и просторијата горе за нас како советници и воидни него другите совети, меѓутоа во делот на изградбата апсолутно погледнете и ќе видите сами. Значи сметам дека нема ни месец дена како е направено, а грешките, ако ги загледате, ќе видите дека се огромни. Благодарам. Дали некој друг бар збор? Елена. Почитувам председател, почитувани советници, значи ова е предлог програма за изменување и дополнување на програмата за капитални расходи.
Првичната програма беше во вредност од 2.692.400 денари, од кои најголема ставка е ставката за грејење, ладење и климатизација во вредност од 2.183.000 денари, понатаму систем за озвучување од 389.000 денари, проектор за мултикултурниот центар во вредност од 120.000 денари, а сега програмата ја дополнуваме со нова ставка опремување на просторот, тоа се горните сите простори, значи на вториот и третиот кат, и со столчиња, и со мебел и канцеларска опрема. Оваа вредност е 600.000 денари. Со тоа вкупната вредност на програмата изнесува 3.292.400 денари. Во однос на коментарот дека станува збор за висока вредност на програмата, како што кажав, најголем процент се однесува на системот за грејење, ладење и вентилација. Станува збор за еден современ систем на грејење, ладење и вентилација врз база на топлотни помпи, високо енергетско ефикасен систем кој понатаму ќе ни овозможи соодветно грејење по минимални трошоци. Секако овие сите активности ќе бидат дадени на јавни набавки и очекуваме нормално конкурентни цени. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Не, заклучувам пред суд. Грдан. Извини. Благодарам председателя, почитувани колеги съветници, почитувам градоначалник, почитувани присутни. Јас се мислев дали да зборувам, меѓутоа не се сложувам со колегата Лаза Митев. Јас и сите ние сме овде во оваа сала. Јас лично не приметувам недостатоци кои ги приметува колегата. Може би тоа е поради тоа што не сум градежник или не сум доктор, меѓутоа не приметувам некои енормни недостатоци. Меѓутоа се сеќавам многу добро како изгледаше оваа сала до пред реконструкцијата која ќе влезевме, уште на вратата мирисаше на музла и во секој случај оваа реконструкција е остварена, дали и до совршенство, затоа не можеме ние да оценеме. Има стручни лица кои ќе ја оценуваат реконструкцијата на оваа сала. Меѓутоа, колега, колку и да се трудиме, не можеме да ги маргинализираме заложбите на градоначалникот за подобрување на животот на граѓаните во општина Ковчево. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Не, го заклучувам пред точката, ставам на гласење. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Против? Нема. Воздържани? 17 гласа за усвојане на програмата. Това е точка 25. Прероб одлука за донесување, изменување и дополнување на ДУП за градска четврт 9 за проект купи куќа за млади, блок 8 и 9 КЛ Кочани, општина Кочани, плански период 2019-2024 година. Точката беше следена на Комисијата за комунална работа, планирање и уредување на простори и заштита на животна средина и природа. Комисијата иде за заклучок, точката се разгледа с усвои и отвора претрес. Дали некој бара збор? Појаснување ако може службите накратко само. Ако може да служите с много почне. Почитувани съветници, почитувани градоначалник, почитувани присутни, значи во постапка се водеше измени и донесување на детален урбанистички план за градска четврт 9, за два блока 8 и 9. Површината на планскиот опфат е 2,28 хектари, границите на планскиот опфат се од
север осовина на улица 1 май, од исток осовина на улица Роза Петрова, од југ имаме по планирана стамбена улица 9 и пристапна улица и на запад имаме по осовина на улица Бел Камен. Тоа е во западниот дел од градот. За овој план добиена е согласност од Министерство за транспорт и врски. Во овој блок, значи, намената е домување, зелена рекреација и инфраструктура. Значи, имаме градежни парцели во два блока, кои што ви се дефинирани. Во табелите нумеричките податоци се дадени површина на градежни парцели, дадена е катноста, дадена е бројот на спратовите, значи висината на објектите и намената. Намената, како што реков, е домување на сите градежни парцели и значи овде се дадени во табелите катноста за секоја, дадени се профилите на улиците во пресеците, значи на сите улици кои што го опфаќаат, како и другите битни елементи кои што би биле при градбата, односно при издавање на одобрение за градење. Тоа би било кратко за овој план. Благодарам. Дали некој ба разбор? Не. Заклучувам пресуд, точките ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Против? Нема. Воздржани? Нема. 14 гласа за усвоено другата. Точка 26. Избор на командир на полициска станица за општа надležност Скочани. Точката не е разделена на комисијата за мандатни прашања. Материјал, предложените имиња ви се доставени. Отварам претрес. Снежана Хаджипунова. Благодарам, председателя, почитувани градоначалник, почитувани колеги советници. Во интерес на јавноста, јас би сакала да проговорам во врска со точката за избор на командир, бидејќи на понудената листа, случајно или не, се наоѓа мојот сопруг. Поради судирен интерес, јас ке си земам гласање по истата, меѓутоа сакам јавно, во интерес ке постарам на јавноста да прокоментирам збор 2. За нештата да бидат појасни, пред, мислам, прошлата седмица, минатата седмица, началникот на полициска станица Кочани, јавно до оваа говорница, ја објасни самата постапка за избор, во која што наведе дека истата започнува со објавување на интернет оглас и така натаму. И покрај тоа што Законот за полиција, Законот за внатрешни работи, упатството за избор на командир на полициска станица и сите други подзаконски акти упатуваат на транспарентност преку објавување интернет оглас, понатаму вршење интервју од пријавените кандидати и така натаму. Во случајот на понудената листа денес во Кочани не е објавен интернет оглас. Ова не значи дека е спротивно на законот, бидејќи во став 2 од член 120 предвидува дека во од Законот за внатрешни работи предвидува дека министерот во одредени случаи транспарентноста нема да биде запазена при избор и унапредување на работни места во Бирото за јавна безбедност. Овој член, сакам овој став да посочам дека повеќе пати во полициска станица при избор на командир во полициска станица Кочани е злоупотребен, буквално е злоупотребен секогаш кога на власт е СДС. Во некое друго време, кога беше ВМРО ДПМНЕ на власт, ниту еднаш не се изврши избор на командир без објавување на интернет оглас. Постапките беа транспарентни и имаше можност на заинтересираните кандидати да им се укаже можноста истите да се пријават. Во случајот можам одговорно да кажам дека сигурно од тројцата кандидати двајца не се ни прашани дали да бидат на оваа листа, дали поради немање толку идејни решенија на СДС, не знам, тоа е нивно, ќе кажам, право, меѓутоа едноставно така во 21 век не можеме да одиме напред. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг разбор? Не, го заклучувам предсуд. Лицето Александар Тременков го ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Против? Нема. Воздржани?
Нема. С 12 гласа за усвоена личността на Александър Темелков за като превоз за командир на полицейска станица до община Звена Скочен. Точка 27. Предлог решение за разрешаване и минуване на член управен отбор на Йово библиотека Искра Кочани. Точката трябваше да биде разгледана на комисията. Така е за правилото, кой поред се почнува, ако първият добие 12, мисля повече от мнозинство, избереме за това. Безправо е втория, още добие 14. Може ли? Тая е процедурата. Точката не беше разгледана на комисията за мандатни имунитетни прашения. Отварям претрес. Стигнато е Венцо, ако може, прочете го предлогът. Председателя, значи от членов на управният отбор на Йово библиотека Искра Кочани Илия Накашев, член на управния отбор, надвършен член, е доставено до Съветът оставка и от тия причини е поставена като точка на дневен ред на днешната седмица. От страна на координаторът на съветническата група на СДСМ за член на управният отбор на Йово библиотека Искра Кочани я предложи Кристина Ефремова, дипломиран професор по отделенска настава. Благодарам. Дали някой ба разбор? Не, го заключвам пред точката. Ставам нагласен. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Против? Въздържани? 10 гласа. Усвоено е предлог решението. Точка 28. Информация за слабата с коронавирус COVID-19 на подрачите на община Кочани. Точката беше разгледана на Комисията за здравство и социална защита. Комисията излиза за заключок точката да се разгледа и да не се усвои. Отварям претрес. По-юсамият извещи. Да, ма не е он тук, ако сега ще вляза към правилна комисията, я нещо ки допълнам, че ситуацията не е много сяйна. Айде. Благодаря, председателе. И аз съм благодарен, що ова точка за секоја од кога почна кризата, мислам дека ова е 5 или 6 стојат до кој што сите едногласно побарахме да ни дават информации во делот на состојбата со корона кризата и COVID-19 состојбата со вирусот кај нас во Кочани. Ако до декември месец можам да кажам дека имавме некој втор бран кој што беше во заминување и до 2 месеца немавме проблеми, очигледно дека веќе 20 дена имаме проблеми со трет бран кој што не става во многу лоша ситуација, неповолна за сите нас. Значи јас само ќе кажам дека во периодот во делот на починатите, за жал морам да кажам дека огромна е бројката на починати луѓе и е направена анализа од Центарот за јавно здравје од 11.3, само од 11.3 до 28.3 имаме 18 починати од COVID-19, од кои што 6 женски, 12 машки во Кочани, и тоа на возраст имаме од 50 до 59 двајца, на возраст од 60 до 69 6, на возраст од 70 до 79 5 и на возраст од 80 до 89 5. Сите овие починати е наведено дека се пациенти кои што имале претходни други заболувања. Од 24.3 до 28.3 вкупен број на заболени е 2205, починати се 68, од кои што кажам 18 се само од во последните 2 недели. Така да, сите бројки, активни случаи 239, не знам што да кажам, знаеме дека почна со работа COVID амбулантата, кој што модуларната болница е полна. Слушам дека капацитетите се исполнети како матичен лекар, значи веќе имаме пациенти кои што доаѓаат и од делот на Трубица, Баландово, бидејќи Штипе навистина преполно. Гледам дека се прават напори да се обезбедат дополнителни места, меѓутоа ситуацијата е навистина загрижувачка. Ние како советници, јас сум и член на кризниот штаб, имаме секогаш составници редовни и донесуваме мерки кои што колку толку не знам колку влијат, меѓутоа апелот е секогаш дека во оваа ситуација, јас кажав, ето индивидуална, меѓутоа кај мене во ординација повеќе беа млади пациенти и можам да кажам дека тие се тие кои што оваа популација ги зафаќа сега и дека се навистина симптомите, ако претходните бранови беа послаби кај истите луѓе, сега гледаме дека се манифестираат дури и со лоши исходи. Затоа
како председател на Комисијата за здравство, сакал да апелирам, јас и на полицијата кажам дека младите луѓе, без разлика на сите оние мерки кои што се донесени, треба уште повеќе да внимаваат да го намалат, да ја намалат онаа социјална дружба, затоа што верувајте ми дека тие се главните пренесувачи на нови вируси, го носат дома, може голем дел од нив се асимптоматски. Само сакам да кажам и да изразам жалење за моделот на вакцините, значи сите знаете што се случува, не сакам ни нямалку политички да искувам, меѓутоа наистина е срамно во која ситуација дојдовме за нашите граѓани, верувам и откочени има да видат викендите да ги поминат во соседна Република Србија и да тражат вакцина плюс за самите себе. Искрено очекувавме сите дека можеби во оној период кога беше најавувани во јануари, февруари, ако дојдевме до првите вакцини, можеби немаше да дојде до оваа ситуација и кај нас и во цела држава, меѓутоа останува само на другото да чекаме да дојдат и да апелирам до сите оние луѓе, гледам дека постои и скепса во делот на вакцинацијата како медицинско лице, да апелирам дека сите оние кои што се пријавени од клачешните лекари да го искористат правото и да ја примат и на оној дел на вакцина кој што го имаме сега на располагање. Се надам дека ќе дојдат и оние огромен број на вакцини кои што се најавени и ќе почне на вакцинација која што треба да биде масовна, по примерот на соседните држави, не ваква во која што верувајте ми се уште има здравствени работници кои што работат, тоа ви го кажувам апсолутно точно, затоа што сум во комуникација со некои нив се уште немат примано, работат во ковид центрите, а се уште немат примано ни прва доза од оние вакцини кои што беше. Зошто и како, не знам, меѓутоа очигледно дека хаосот е предизвикан од централната власт и одговорноста, ќе кажам отворено, дека е на Министерството за здравство, на министерот и на сите оние кои што управуваат со оваа држава. Најмалку сакам да дискутирам, бидејќи сите сме политички во делот на оваа работа, меѓутоа ситуацијата е алармантна и самата бројка на ниво на држава, значи стигнавме до преку 40 починати на еден ден, што е наистина загрижувачко за сите нас. Останало само ништо на моја страна да апелирам оно што го кажав и да успееме да издржиме и да ги чекаме вакцините и да се натемаме на евентуално на некоја колективна имунизација која што ќе не чува од некој си нов стој, нов бран и не знам до каде ќе оди ова, затоа што ова не е искрено, не е само кај нас, туку е секаде и во цел свет. Меѓутоа сметам дека требаше многу подготвено да ја прифатиме и да овие бројки овде што сега ги читаме да беа значително помали, меѓутоа очигледно дека овој бран е исклучително опасен и тоа го кажуваат и бројот на жртвите и кај нас во Кочани и во цела држава. Благодарам. Благодарам. Георги Алексов, Пенко Крстовски. Почитуван председател, почитуван градоначалник, почитувани колеги студентици, почитувани присутни. Благодарение на информацијата која ќе разгледуваме на секој словец во последна точка од дневниот ред, сакам накратко да кажам неколку зборови. Значи, очигледно дека од информацијата која што имаме добиено е дека во овој момент можеби имаме највисока стапка на заразеност во нашата општина. Највеќе пополнети болнични кревети во овој момент, и тоа е веројатно сликата и во целата држава. Оно што сакам да го апелирам и што сакам да го искористам возможност од оваа говорница, а што е евидентно и кој што секој од нас сограѓаните веројатно го воочува, е тоа дека поголем дел од младите послабо ги почитуваат мерките кои што се пропишани од страна на Комисијата за заразни болести, а пред се мислам тука на носењето заштитни маски и на групирањето. Сметам дека тоа е една од причините зошто толку се шири оваа зараза во овие моменти, затоа апелирам да ги почитуваме мерките, се со цел да излеземе во пресрет на здравствените работници, како што се лекарите, медицинските сестри, бидејќи оваа состојба, ако продолжи во иднина, не дај Боже, и со поголем интензитет, ќе се доведе во прашање функционирањето на целиот здравствен систем, кој што лошо може да се одрази по сите нас. Затоа се јавив и за збор, значи со една единствена цел да апелирам да ги почитуваме мерките и да се надеваме дека во иднина овој интензитет ќе опадне и дека во текот на годината, тоест во текот на идниот период кој што доаѓа летото, дека конечно ќе
успее ситуацията да се нормализира. Благодаря. Благодаря. Венко Христос. Ситуацията с COVID-19 е изключително тежка, но все пак ние мора да бидем упорни да се изборим. Прочитав наслов, въобще напочени 20 интернисти, нито един инфектолог се борят с вируса. Председателя, вие сте изтъкнат здравствен работник и затова би апелирал до вас да найдете механизъм да стъпите в контакт с министърът и да успеем на отреден начин да ги защитим всичките здравствени работници в обща болница Коче. Бидейки, ако само 20 интернисти се борят с тази ситуация, ако ја не сум запознаен, но слушам гласи дека имало проблем и со заштитната опрема од аспект на маски и скафандери, тоа се гласени, кои што може би не се точни. Меѓутоа, факт е дека болницата е полна, факт е дека вирусот не запара и факт е дека мора да преземеме ние храбри и паметни чекори, за да успееме да го сведеме бројот на жртви на минимум и да успееме да се избориме со истата проблематика. Мене ми интересира, няма со кој да комуницирам. Неко прашам, окей. Мене ми интересира дали е точно дека во модуларната болница, односно COVID отделението, кој што е, бидејќи лично не сум минал од тамо, реагираат лица кои што минат и гледаат дека пошто ради што е нарушена приватноста на самите пациенти, со своји очи луѓето можат да видат фактички како нивно сограѓани лица од целата држава буквално умираат од долги. Дали е тоа вистина и дали доколку е тоа вистина, ќе се преземе нешто, барем за минувачите на тој простор да... Таму е затворено веќе, да не гледат, че не е од болки, него пациенти се гушени и си на кислородна поддршка и за да е тај. Не, ова е да ми за минувачите. Моли? Затворено е таму веќе. За инфектолозите, значи, по принцип, ова е разговор веќе друг, значи, од Словенија нагоре, значи, инфективна специализација не постои. Значи, инфектолози како специализација не постои. Целиот терет и у свето, во Европа го носат интернистите. Значи, кај нас има 20 интернисти, со тоа што се повлечени од специализација сите специализанти и COVID центарот, модуларната болница покриена со доктори, значи на секоја смена има 4 сестри на 35 пациенти и има тројца доктори се до 21 часа, до 21 20 доктори се до сабајалето. Значи покриени со медицински персонал и покриени. Проблем имаме што целата сила ни насочена само COVID амбуланса, сето друго е намалено скоро на нула. Сите други активности, значи интернистските одделения си работи, хирургија имаме забрани за оперативен третман од понеделникот нааму, значи сета енергија на ниво на цела држава е насочена према таа бора, према ковидот, не само кај нас, цел свет е насочена према тоа, елективни случаи нема, само нешто витно што се работи, зборам за хирургијата. За опрема, имаме опрема, значи кога дојде до проблеми, пошто проблеми имаше со манометрите, пошто се кршат тие манометри од пациентите, пошто во момент на бунило и на други проблеми, доваѓа да проблеми со манометрите, и тоа е средано веќе, значи во тоа насока се е во ред. Проблемот е што има голем наплив на пациенти, што тие 35, значи може да повеќе од пола не се откочени. Што тоа е моментот. Пошто ние сме модуларна болница за COVID пациенти, значи покрај тоа што имаме пациенти што го покриваме подрачето од Кочани до бугарската граница, сега го покриваме подрачето идва Ландово и Струмица. Пошто модуларна болница Штип не е пуштена, кога ќе биде пуштена модуларната болница Штип, ќе биде растаретено. Таму ќе има 55 кревета. В принцип борбата е таа. Значи, битно е, го поддржувам колегата Лазе за препораката за вакцинациите, да сите се вакцинират, мислам дека е моментот е тој друг момент, немаме за бора против COVID. Некои други прашања, согледување, односно извештаат, повелете, Снежана?
точката да прашам и вие сами отрековте дека освен идните пациенти на хирургија се друго е одложено и е буквално насочено на ковид пациенти. Граѓаните се револтирани, крајно разочарани од принцип што покрај ковид има многу други тешки и живото загрозувачи. Тие се решават, значи болем за лективни случаи. Не се решава. Сега темата не е тоа, значи Добро, дали има видување во тој насок, не да се сега ние докажуваме дали нема. Насоките да нема или не е во Коча, значи зборуваме на централно ниво, во Скопје не работи гастро, не работи нефрологија, не работи карио, не работи не. Значи елективни случаи никаде не се работат веќе. Значи итни случаи да. Значи карцином нема за останато, итни случаи нема за останато, зборуваме на ниво на држава, значи. Добро. Елективни случаи не се работат. Холецисти и други некои по-елективни случаи, што може да почекат. Добро, друго прашање, дали зошто испитувањето на антителата е на приватно, вика зошто не се направи напор, можеби во оваа фаза со ковид состојбата е многу важно кој поседува антитела, дали треба да се вакцинира или не. Насоките се дека после месец дена од прележен ковид може да се вакцинира. Добро, тоа е Светска здравствена организација, препораки. Мислам дека од утре ќе почнат пријавените во. Да, мислам почнате се веќе, значи некој веќе има добиено. Дали знаеме со кој вид на вакцина? Значи препораките со Светска здравствена организација, пациенти постари од 60 години да се вакцинират со AstraZeneca. Првиот бран на пациенти што се вакцинирани се луѓе над 75 години и се вакцинират со неа. Моментално вакцина што имаме и затоа е почнато со категорија возрастни пациенти. Значи препораките на Светска здравствена. Вакцинацијата во Германија и Канада на пациенти над 65 години само да се врши со AstraZeneca. Тоа се препораки на Светска здравствена. Значи препораките на Светска здравствена се тие. Значи тука сте грешка, значи препораките се тие, отворите ги. Значи Меркел ќе се вакцинира со AstraZeneca бидејќи е постар од 65 години. Значи нема да се вакцинира со Pfizer. Изјавата неизина е таа. Значи AstraZeneca е подобра за повозрастни пациенти. Луѓе, не пациенти, значи бориме за здрава популација релативно. Да, моментално што е и затоа е почнато браното со прво над 75 години се првите пријавувања, па се спуста од 65 до 75. Збориме за конкретната вакцина што е моментално во Македонија. Некои други прашања? Не. Со ова го заклучувам. Точката ставам на гласање извештајот. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? Нема. Водржани? Нема. Со ова изтрпен дневниот ред, советнички прашања за градоначалникот, ако имате колеги. Венко, Сашко, толку. Ајде, Венко. Благодарам, председател, почитувам гражданик и аз сакам да прашам само във връзка со гласното за сообраќајно решение, кое што имавме предлог заклучок на пред 2 седмици, дали е почната процедурата, кој што беше кажано дека истото треба да повине на тендер, интересирани ли дали е различен тендер или каква е процедурата? Благодарам. Сашко Стефановски. Благодарам, председателе. Почитувам господине градоначалник, би искористил оваа прилика, бидејќи има недостаток на прашања, да поставам неколку. Беа планирани две, меѓутоа ќе бидат малку повеќе. Првото се однесува на да замислиме дека не е ковид криза, бидејќи како и да е, ќе помине животот, ќе мора да се нормализира и да продолжиме понатаму. Значи не се однесува само на овој период сега што го живееме оваа година. Зборувам за културниот и забавниот живот во нашиот град. Кино нема. Во едни други времења имаше по 2 до 3 представи дневно. И морам да ви кажам, и вие сте сведок дека беа полни сали. Сега имаме 2 до 3 годишни. За условите и да не ви зборам, техника, лепено, платно, значи никако. Театар немаме за еден град како што е Кочани, организатор на најголемата аматерска манифестација за театар, а да немаме и да ве подсетам дека тоа е едно од вашите и моите, односно нашите предизборни ветувања дека во Кочани
ќе заживеат разките што живот значат. Во полза на ово води фактот дека сме еден од поредките градови во Македонија со неколку дипломирани, би рекол и афирмирани веќе глумци, имаме неколку и режисери, а немаме услови да гледаме еднаш, два пати или три пати во годината театар. Сведоци сме дека кога ќе дојде некој познат глумец, па макар и сам, за монодрама, за стендап комедија, салата е преполна, луѓето уживаат. Сакам да прашам дали се откажавме од оваа идеја или се работи на случајот да ги искористиме потенцијалите на овие наши млади луѓе, да не ни земат во други градови да ги ангажират. Со тоа би се кренало нивото на културата во нашиот град. За другиот забавен живот сега не е ни момент, ама ова кафани, кафичи не го броеме, нели таму на друг начин се воспитуват младите. Второто би било во врска со и предходната седница зборев, сакам само да дознам од вас од прва рака дали има можности, бидејќи Стришани полека исчезнува, лицето на градот се менува, тоа е добро, нели, дека што мора да се урбанизира, да се модернизира, меѓутоа има делови, не само Стришани, има тука Влашко Мало во Кочани, има Доклевец, каде што има многу добро и зачувани куќи со автентична староградска кочанска архитектура. Минатиот пат добив одговор дека чекаме од Скопје од Министерството, а мислам дека не треба ние да ги чекаме, нив туку ние постојано тоа да го бараме. Значи, дали има поместување, дали планирате, јас би сакал, како што е примерот во Влашкото Мало со новата етно куќа, да имам уште неколку такви, за наредните генерации, да не мислят дека животот во Кочани започнал во 21 век. Третото му го поставував на предходниот градоначалник 3-4 пати. Одговорот беше дека има една екипа само за реставрација во Македонија, дека не можеме да дојдеме на ред. Зборувам за 670 години стариот ДАП во близина на село Бели. Немавме среќа, беше еднаш реставриран, уреден, меѓутоа за кратко време удри гром во него и од тогаш наоѓа полека умира. Ја бидејќи го фотографирам барем еднаш во месецот, гледам дека тие поголемите гранки полека веќе паѓаат, а ние не преземаме ништо, барем неколку децении да му продолжиме животот. Таму местното население, знаете дека многу вложува, многу е проширен тоа како веќе доаѓа нели, како еден вид на парк или товариште за рекреација, може да прифати веќе и над 1000 луѓе, ама тоа зашто одат сите таму полека исчезнува. Јас упатив неколку пораки до Музеот за заштита на природни споменици, меѓутоа од нивна страна немам никаков одговор, дури не знам дали е под заштита на државата. Па ако сакате вие да се ангажирате, тоа е некако свето место, не само за тие луѓето од Бели, туку и за сите нас, кои што верувам дека нема тука присутен што не бил таму или кога ќе ни дојде некој од друг град на гости да го одведеме во нашата најблиска околина, да го заштитим давот. И третото, сведоци сме дека имаме се повеќе вандализам на детските игралишта, урбаната опрема се уништува. Да ви кажем, таа што беше Карале Кратовче траеше неколку дена, правена е за деца од предшколска возраст, на неа можеме често да видиме полнолетни лица во доцните часови. Предлог ми беше ова со пожарите нели, може и тука да се искористи. Мислам дека треба да има видео надзор на сите детски и спортски игралишта во градот, а такво нешто немаме и поради тоа гледате дека овој начин на злоупотреба и уништување на опремата е се поголем и поголем и тука да ги споменам и еве истоварењето сведоци сте од пред неколку дена. Диви депонии ни прават во центарот на градот, уништува се опрема, дрвцата што беа посадени во еден ден, наредниот беа искорнати. Ја не верувам дека за 300 денари некој сака да прави оваква штета, доброволци се уват нон-стоп, сакат зеленило, општината вложува, а мала група е, знам дека е мала група, меѓутоа прави голема штета. Мислам дека на кружните текови, на детските игралишта мора да биде поставена опрема за видеонадзор и да не се крие сторителите, туку јавно да бидат објавени и казни. Благодарам. Благодарам. Георги Алексов. Председателите искористам можност да поставам съветничко прашање. Съветничкото прашање се однесува до градоначалникот во врска со
издавањето решенија за данок на имот. Моето прашање гласи зошто во општина Кочани се уште не се издадени решенијата за данок на имот за 2021 година, бидејќи во другите општини веќе овие решенија се издадени и се доставуваат до корисниците, како што се град Скопје и околните општини. И во овој контекст мојот предлог е на следната седница и на нас советниците да бидат поделени решенијата за данок на имот, ние да бидеме позитивен пример со тоа што ќе кажеме дека плаќањето данок на имот и како е важно и ќе бидеме еден позитивен пример за сите сограѓани. Благодаря. Дали некој друг бар разбор? Не. Градоначалник? Благодарам, почитувам председателя, почитувани советници и останати присутни. Благодарам на советниците за прашањата. Ќе се потрудам да дадам соодветни одговори. Пред да почнам со одговор на конкретните прашања, во текот на седмицата во дискусијата околу COVID беше поставено едно прашање од страна на советникот Венко Крстевски во делот на заштитната ограда околу модуларната болница. Нешто што навистина беше повеќе потребно и препознаемо од страна на локалната самоуправа и заедно со јавното комунално предпријатие веќе е поставена зелена заштитна ограда, со што погледот веќе кон болницата е прилично заштитен. Со оглед на местоположбата каде што е поставена модуларната болница и висината на патот, навистина беше потребен таков зафат, што, како што реков, локалната самоуправа заедно со јавното комунално предпријатие веќе постави и е веќе преземено мерки, односно решен тој проблем и се продолжува понатаму сакам да ве информирам дека во делот на изградата на експресниот пат зафаќа делот зеленилот на потекот на влезот во Кочани. Денеска имаме акција на вадење на тие поголеми садници и ќе бидат засадени во делот на модуларната болница, се со цел да го подобриме и амбиентот и ќе продолжиме со уредувањето на овој дел, бидејќи во овој момент навистина ова модуларна болница е спас не само за, како што слушнавме, не само за Кочани, туку и за поширокиот регион, дури и пациенти од цела Македонија. На прашањето на советникот Венко во делот на сообраќајното решение, односно сообраќајниот проект, денеска се донесе одлука за измена на планот и согласно со ова, со измената на планот ќе биде распишана јавна набавка за изработка на сообраќајен проект за регулирањето на сообраќајот во потесното централно градско подрачје на градот Кочани и очекувам дека согласно нашите планови дека ова јавна набавка ќе биде направена во најбрз можен рок, како и сите други јавни набавки што се во интерес на граѓаните на општина Кочани. На прашањето на советникот Сташко Стефановски во делот на културниот живот, сакам да наговестам дека првенца околу Центарот за култура, дека тоа е надлежност на Министерството за култура, меѓутоа ние како локална самоуправа имаме голем интерес да тој објект во централното градско подрачје, кој е многу важен за културата, навистина биде реновиран и направен според сите стандарди за обавување на дејноста за која впрочем и изгради пред 50 години. Затоа, како еден од првите проекти кои ги имавме како локална самоуправа беше напорите да се реконструира тој објект. Надвршната фасада е реконструирана. Сега следи натрешна реконструкција и реконструкција, односно решавање на проблемот со грејење. Обезбедени се од Министерството за култура додатни 10 милиона денари, за кои заедно со раководството на Центарот за култура разговараме кои позиции се приоритетни да бидат реализирани со овие 10 милиона денари. По постигнувањето на одредена согласност, веројатно тоа ќе треба да го направиме со надлежните служби за јавни набавки во Министерството за култура, секако дека и вие како советници ќе бидете благовремено информирани кои зафати ќе бидат направени.
Исто така морам да напоменам дека како проектот кој беше аплициран во Министерството за животна средина од страна на локалната самоуправа, обезбедени се и делна средства за решавање на грејењето, значи додатно средства имаме обезбедено и очекувам дека наскоро ќе видиме јавна набавка од страна на Министерството за животна средина за решавање на делот. Тоа не значи дека целосно ќе биде решено грејењето, меѓутоа сепак ќе почнеме со конечно решавање и на овој проблем. Значи, како што реков, има повеќе идеи каде да бидат вложени во внатрешната реконструкција по усогласувањето со најнеопходните потреби, ќе бидете како советници информирани за тој дел. Понатаму што се однесува до работата на културните работници, вие знаете како советник имаше една иницијатива од еден наш сограѓанин кој има завршено соодветно образование во делот на културата. И вие се придруживте, бевте на состанок каде што инициирате состанок, јас го прифатив и дека на состанокот јасно се договоривме дека јас ќе ги направам сите напори да ги продолжиме разговорите со Центарот за култура, се со цел за лицата кои имат завршено соодветно образование во делот на културата бидат соодветно згрижени согласно систематизацијата која што има Центарот за култура. Во таа насока веќе разговарав со ръководителот со директорот за Центарот за култура, договорено е прва можна прилика, за жал ова седмица помина не успеавме, јако беше планирано, меѓутоа со оглед на активностите кои ги имавме во изминатите неколку дена и денешниот совет, некако се помести работите и очекувам дека во почетокот на наредната недела седмица ќе бидат поканети сите заедно со ръководителот и вие како член на Комисијата за култура да бидете присутни и таму ги продолжиме разговорите, се со цел да изнајдеме соодветни решенија, да го подигнеме нивото на културата и секако работниците од тој калибар бидат соодветно изгрижени и ангажирани во делот на културата. На второто прашање, во делот на заштитата, и минатиот пат рековме дека тоа е сепак надлежност за Заводот за заштита на културното наследство и дека ние како локална самоуправа до Заводот за заштита на културно наследство до Штип ќе упатиме барање за оно што е можно во нашата општина да биде соодветно заштитено. По добивањето на одговор ќе соодветно ќе ве информирам. Околу реставрацијата на Дабот, и тоа е исто во делот на заштитата на културното наследство и нашите богатства, природни богатства кои што ги имаме. Имав јас неколку разговори од почетокот на мојот мандат, сега не во изминатата година, сигурно не, меѓутоа во изминатиот период имавме разговори со луѓе надлежни во тој дел и секако дека интересот за заштита на Дабот, за продолжување на заштитата на Дабот е огромен, не само наш, туку и на фирмите, односно здруженијата кои се бават кои имат интерес за заштита на Дабот и дека се прави нов план за заштита на Дабот соодветна на она што треба да биде направено и да биде направено на како што треба, бидејќи се установи, односно констатирано е дека заштитата која е направена не е направена на најсоодветно ниво и дека треба навистина нова анализа со стручни лица кои ќе дадат насоки каква заштита е потребна и да биде изведена. Ова прашање добро е од ваша страна што иницира кај мене исто да поставам прашање до надлежните служби до каде е тоа прашање и кога ќе имаме соодветен проект на кој ќе се постави. Во делот на вандализмот кој што го споменавте, значи како што гледате во изминатите 3 години, па и нешто повеќе 3,5 години, ние навистина правиме огромни напори да изградиме што е можно повеќе игралишта, повеќе паркови, да засадиме што е можно повеќе садници, се со цел да го разубавиме градот и секако објектите кои ги градиме да бидат во функција за оние за кои што се наменети. За жал, констатацијата е таа дека дел од игралиштата наменети за најмладите, кои навистина заслужуваат и огромно внимание. Минатата година само изградивме 6 игралишта и ги реконструиравме сите. За жал, уште не ставени во функција, дел од нив се оштетени, дел од нив и многу оштетени,
што укажува на тоа дека имаме неодговорно однесување од нас со граѓаните, односно жителите на градот Кочани, што упатува на апелот сите заедно да влијаеме на подигање на јавната свест, која само може да допринесе за решавање на овој проблем. Поставувањето на камерите секако е проект кој бара и енергија и средства и секако и поставувањето на камерите е регулирано со закон, што значи дека не е толку едноставно да кажеме денеска ќе поставиме таму или таму камера. Сепак ова проблематика која е регулирана со закон, за која што не одбегнувам да разговараме и да дебатираме и да бараме решение секако и во рамките на законот и тако нешто да поставиме, меѓутоа сметам дека конечното и трајното решение на овој проблем е подигвање на јавната свест, како што е впрочем и решавањето на проблемот со депониите. Без подигање на јавна свест, што и да направиме друго, веројатно може би ќе даде одредени резултати, меѓутоа крајните и најдобрите резултати секако ги очекувам со дебатирање и разговор за подигање на јавната свест на граѓаните на општина Кочани. Дивите депони ги споменав. Значи, навистина тие се огромен проблем. Прво стварат една грда слика за нашиот град, кој е навистина пристојно место за живење, понатаму и со дивите депонии се прават огромни трошоци, бидејќи тие депонии по неколку пати општината, односно јавното комунално предпријатие ги чисти, што навистина даваме огромни средства, се со цел колку толку да допринесеме и за ликот и за очување на животната средина, нешто што ќе биде и тема и цел и во наредниот период, бидејќи пролетта е на право. Ќе продолжиме и со чистење, со уредување, со упатување на апели и секако со преземање на сите мерки што ни стојат на располагање, вклучувајќи и непопуларните мерки, казнување на луѓето кои несовесно се однесуваат во делот на животната средина, а посебно во делот на правењето на депонии. Тука пред се мислам на ангажирање на нашите комунални редари, комунални инспектори и сите оние кои имаат надежност во постапувањето, а секако од ова говорница и користам можност да упатам апел да сите наши совести сограѓани кои приметат вакво неодговорно однесување, навремено да го пријавуваат како во полициската станица, така и во локалната самоуправа, односно на надлежните, дали преку веб страница, дали преку телефон, преку апликацијата пријава и проблем, било на кој начин, ние навистина како локална самоуправа ќе бидеме благодарни за поддршката која што ќе ни дадат нашите сограѓани во делот на справувањето со овие аномалии кои се честа појава во нашата општина. На прашањето на советникот Ѓорѓе Алексов, издавање на решение за данок на имот, морам да кажам дека согласно законот сите решенија за данок на имот до 31 веќе се генерирани, издадени, дотека изборот на разнесувачи и дека наскоро очекувам дека решенијата за данок на имот за правните лица веќе се доставени по мејл, додека на физичките лица ќе бидат во наредниот период дистрибуирани, а секако дека и до вас советниците ќе бидат поделени се со цел навремено да си ги извршиме сите нашата граѓанска обврска во делот на плаќањето на нашите даночни обврски по оступ на данок имот, а со тоа навистина возможиме и прилив на средства кои ќе бидат потребни за реализација на проектите кои што сите заедно ги гласат. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав остаток од ден. Благодарам, со ова е завршена седмица.